да си го прави со 30 евра. Значи не му се интересни на студентите 120 динара, му се интересни 30 евра. Протестот од мостот се префрли и пред општинската зграда. 2 часа над 150 таксисти ги блокираа и улиците во централното градско подрачје, барајќи од општината да им помогне да го решат проблемот. Македонски железници да немаат ексклузивно право да ги пренесуваат мигрантите. Значи едногласно Советот на општина Гевгелија изгласи одлука со која дека ние као имаме предимство да возиме. Меѓутоа ние не возиме од причини не знаеме кој, никој нас не ни кажал зошто. Тоа е за нас големо, понижување. Градоначалникот Франко вели дека барањата на такси превозниците веќе ги пренел до Центарот за управување со кризи и дека ќе настојува да се најде прифатливо решение. Еве, излегов, поразговаравме за нивните проблеми. Точно е дека во одредениот момент кога немаше доволни капацитети железница, дека завршија огромна работа и таксистите и автобускиот превоз се со цел да побрзо да транзитираат мигрантите од Гевгелија до Табановце. И затоа и овие барања ќе бидат пренесени. Веројатно се работи за тоа што сега железница е докомплетирана со возови со вагони за превоз на патници мигранти. Сдруженијето на таксисти од Гевгелија реши протестот да мирува до четврток, за кога очекуваат одговор од надлежните институции. Во спротивно масовно ќе штрајкувале секој ден. Согласно најавите на Министерството за земјоделство, од 1 октомври требаше да започне со работа новото акционерско друштво Водостопанство, кое ќе управува со сите системи за наводнување, со објавување оглас за извршен директор од страна на владата, што заврши на 31 август. Со владината одлука, на ниво на Македонија беше предвидена централизација на 12 јавни предпријатија за водостопанство, вклучувајќи го и струмичкото предпријатие Струмички слив. Според информациите, Струмичкото водостопанско предпријатие и покрај најавеното припојување, засега функционира како и досега и останува неизвестно која ќе се случи најавената фузија на овие јавни предпријатија,
кон едно акционерско друштво. Напуштањето на водоснабдителниот систем во Куклич кон крајот на август, ресорниот министер Цветков изјави дека во почетокот на октомври водостопанските предпријатија кои постојат и водните заедници кои се уште се актуелни ќе бидат затворени. Формирано е ново акционерско друштво водостопанство на Република Македонија, кое согласно законот ќе отпочне со работа во почетокот на октомври, односно кое ќе приврши главната сезона за наводнување на земјоделските површини. Задачата на акционерското друштво е да овозможи подобро менаџирање, управување, стопанисување, функционирањето и одржувањето на хидросистемите, системите за наводнување и системите за одводнување, како и спроведување на програмата за ревитализација и изграда на нови системи за наводнување. Постојните водостопанства продолжуваат да работат како подружници на акционерското друштво водостопанство на Република Македонија. Новото акционерско друштво се формира во момент кога владата најави дека во наредните 10 години ќе инвестира над 200 милиони евра во нови брани и акумулации. Целата инфраструктура што е во сопственост на водостопанските предпријатија ќе премине во целосна надлежност на водостопанство на Република Македонија.